По победата на поранешниот бугарски претседател Румен Радев на предвремените парламентарни избори што се одржаа вчера во Бугарија, се проценува дека ќе има 130 пратенички места. Ова ќе му биде доволно на Радев со неговата коалиција Прогресивна Бугарија сам да формира влада. You should know that Bulgaria will pay efforts to continue its European path, but believe me, strong Bulgaria in strong Europe needs critical thinking, needs pragmatism, because Europe has fallen a victim to its own ambition to be a moral leader in a world without rules. Радев, кој во односите со Македонија се смета за личност со тврди ставови, доби честитки од македонските политичари, но и пораки дека се очекува од него да има умекнување на диалогот. Прв утро во телефонски му честител премиерот Мицкоски со порака за надминување на отворените прашања. Претседателката Гордана Силјановска-Давкова вели дека со Радев досега не наишле на разбирање, а не му го заборави и инцидентот со македонското знаме. Сум го запознала господинот Радев. Многу пати сум го сретнала. Не се согласуваме за полно работи, но умееме да се сослушаме. Очекувам да се видиме, да разговараме. Се разбира со двете знамиња и да тракаме по ново решение. Министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски најави динамика во контактите со Бугарија веднаш по формирањето на владата. Ние веднаш по формирањето на владата ќе превземеме соодветни действија и мерки за развивање на диалог и се надеваме дека може да се најде некое соодветно праведно решение кој што ја потврдува нашата желба за напредок кон евроинтеграцијскиот пат, но земајќи во предвид и само почиток кон нашиот идентитет, јазик и историја. Претседателот на Собранието Африм Гаши се надева дека Бугарија конечно ќе има стабилна влада со која ќе ги затвориме прашањата со нашиот источен сосед. Во однос на уставните измени Гаши рече дека Собранието ќе ги донесе, но претходно да имаме гаранции со Бугарија. Европскиот пат е дел од нашата агенда, но дилемите кои ги имаме треба да ги решиме со стабилна политичка влада. Се надевам дека нив ќе ги надминеме и дека ќе го фатиме првиот воз за проширување и да бидеме дел од тој процес. Собранието е веднаш подготвено за донесување на уставните измени, но е потребно да има договор дека во иднина ќе нема такви прашања за идентитетот. Радев изборите во Бугарија ги доби по огромното незадоволство на граѓаните и масовните протести поради високото ниво на корупција, што доведе неколку години наназад да има политичка криза и да не може да се состави влада. Тој претходно поднесе оставка на функцијата претседател на Бугарија, пошто ја формира и партијата со која излезе на изборите.